Се подобрува здравствената состојба на 17-годишното момче, што беше застрелано од полициски службеник во Струмица, пошто се здоби со тешки повреди, односно прострелна рана во пределот на градниот кош. Според информациите од клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување, каде што момчето беше префрлено веднаш по инцидентот, Радовишанецот е свесен, во стабилна состојба и не се наоѓа во животна опасност. Во меѓувреме, овој случај продолжува да ја бранува јавноста. Од обвинителството и од Министерството за внатрешни работи најавија дека ќе има истрага и дисциплинска постапка против полицајецот што пукаше, кој што се товари за убиство во обид. Одговорност за постапката на службеното лице бараат и од ВМРО ДПМНЕ, од каде што посочуваат дека при вакви случувања, кога полицијата пука во деца, морална одговорност има и за министерот за внатрешни и тој треба да си поднесе оставка. Оливер Спасовски најмалку што може да стори во случај кога од него раководената полиција пука во деца е да си даде оставка од морални причини. Едно 16 годишно момче се уште се наоѓа на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување каде се бори за живот. А второ, 17 годишно момче закрепнува од хируршка интервенција во Струмичката болница. Двете момчиња се жртви на бруталното и непрофесионалното однесување на Струмичката полиција. Во децата пукаше Струмичка полиција која води началникот Танчо Пројковски, кадар на Оливер Спасовски. Без раководно искуство, без соодветно образование, Пројковски е поставен само за да дели решенија и да партизира полицијата. Тоа што ќе загинеа две млади момчиња од пукањето на Струмичката полиција за Оливер Спасовски не е настан. Од друга страна, по ваквите јавни повици за одговорност, реакција стигна и од независниот синдикат на полицијата. Оттаму застанаа во одбрана на полицаецот, кој според нив правилно и законски ги извршувал работните задачи и побараа да биде почитувана презумцијата на невиност. Адвокатскиот тим, независниот синдикат на полицијата цврсто застанува на ставот за одбрана на полицаецот во рамките на законите кои тоа ни го дозволуваат. Нема да дозволиме да одредени граѓани кои буквално ги кршат законите, ги газат полицајците да бидат виновни, а тие што ги кршат законите вечно да бидат на позитивната листа на граѓани, односно позитивните страни на станите. Момчето беше повредено во близина на градската капела во Струмица, кога полициска патрола се обидела да го сопре автомобилот во кој се наоѓал повредениот со уште четворица. Момчињата ја одбиле наредбата, се обиделе да избегаат, пошто биле пресретнати од друго полициско возило, од кое излегол полицаец и со неколку истрели се обидел да ги сопре бегалците. При тоа, еден од куршумите завршил во телото на повредениот.